И денеска дел од пациентите кои беа згрижени во болниците во земјава заминуваат на домашно лекување. По состанокот на кризниот штаб, министерот Арбен Таравари информира дека се испишани 5 пациенти кои се во добра здравствена состојба и од вкупно 21 на лекување сега остануваат уште 16 пациенти. Тој рече дека надвор од државата остануваат 89 пациенти, бидејќи двајца се враќаат во земјава, еден од Литванија и еден од Шведска. Тие по пристигнувањето во земјава ќе бидат прво сместени во болниците за да им се провери нивната состојба, па потоа и тие заменуваат на домашно лекување. Иако пациентите во критична состојба вчера имаа подобрување, Таравари вели дека денеска повторно има влошување. 4 пациенти продолжуваат да бидат во критична состојба. Вчера кажав на пресконференција дека малку се подобрени, меѓутоа денеска добиваме, односно вчера навечер добивме информација дека повторно овие 4 пациенти се релативно во тешка состојба. Се уште има интубирани пациенти, се уште има пациенти кои што се во тешка состојба, секако. Меѓутоа, за сега, повеќето од пациентите се надвор од животна опасност. За сега. Тоа не мора да значи дека така ќе продолжи. Ние се надеваме дека нашите колеги не се надеваме и знаеме дека даваат свој максимум и се надеваме да се подобри нивната состојба. Директорката на клиниката за пластична хирургија Јасмина Георгиевска-Павловска вели дека сите оние кои имаат потреба од интервенција на лузните, дека тоа ќе се прави на клиниката. Воедно порачува и како да се однесуваат оние кои имаат заздравени изгореници. За лузни имаме многу различни начини за третирање, така да све што може, мислам, го имаме и ние, све ќе се направи, така да исто би го нуделе и надвор од Македонија. Треба хидратантни креми, без парфеми, без бои, значи да се од медицинска козметика, заштитен фактор ПСК, обавезно да користат кога ќе излезат на сонце и најубаво е воопшто да не излегуваат сега на сонце. Од понеделник се очекува дека ќе бидат пуштени на домашно лекување уште најмалку 5 пациенти, а се очекува во земјава да се вратат и пациенти кои се на лекување во странство.